Мојата улога е да ги оценувам коктелите, односно сите ние како панелисти правиме сензорска анализа. Сите сме обучени во својата област, дали работиме со храна, дали со коктели, дали со молекуларна гастрономија и слично оценуваме најразлични карактеристики, оценуваме боја на чашата, изглед, арома, вкус, дали има нели баланс, како изгледа надворешно. Секако дека треба да има една комплетна целина. За нас комплетна целина представува еден вид на композиција меѓу чистина, добар изглед, добар вкус, она што ќе биде aftertaste, каков впечаток ќе му остави на конзументот. Така се оценува. Инаку сме обучени панелисти, сензорика значи дека знаеме да го оцениме вкусот и после секоја една чаша со вода пробуваме, неколку пати ако треба го пробуваме, тоа е цел процес во кој што повеќе суди даваат поени за коктелите, а на крај се сумираат нели бодовите. Повеќе од 14 години работам како бармен и сега да се представам на преварав еден мој нов коктел кој што го нареков Нектар. Едната состојка од коктелот е Педро Хименес, тоа е фортифицирано вино, кое што исто така се нарекува како исто такво вино кое што се прави, да речеме, во Кипар се нарекува Нектар на боговите, а и самиот бренд го има представено како Нектар виното и од таму ми дојде и идејата за името на коктел. Зависи каква е инспирацијата и каков е моментот додека се подготвува коктелот. Бидејќи некогаш можеби чашата да биде инспирација за самиот коктел, некогаш можеби состојките кои што ги има како коктел рецептурата, па да бараме некоја чаша која што ќе му соодветствува на тоа. Во случајов мој беше како во барот каде што го направив коктелот, чашата ми беше како инспирација, кога сакам да направам некој таков коктел на кој што дозгора меѓу другото, меѓу состојките имаше и пена која што ја правев од вода со вкус на портокал, што ќе му даде и малце така на некој начин арома на коктел. Не знам дали треба да победи на преварат, се уште мислам добра е конкуренцијата, има исто така многу добри други надпреварувачи, затоа кој ќе победи ќе види, ќе одлучи нели на крај сепак и кажат резултатите, судиите. Јас само се надевам на добар пласман. Коктелот се нарекува аперо. Тоа представува еден момент на одмор. Тоа е всушност француски збор, што представува еден момент на одмор, односно неколку часа пред главниот оброк, како што е вечерата или ручекот, зависи. Еден момент кој што е придружен со коктел, со одредени закуски, односно апетисани, што би рекле. Тоа ми беше главната идеја, многу ми се допадна идејата на одморот, споделување на моментот, споделување на коктелот. Тоа не мора да биде многу голема количина на алкохол, но доволно е вкусот само на тие мешавини на кордијалот кој што го направив, кој што е сладко кисел. Тоа ми се допадна таа идеја и освежувањето кој што го дава тој коктел. Кордијалот е направен од варена круша, што е многу интересно. Кај нас нели сега се во сезона крушите, тоа беше главната инспирација. Има варена круша, има стапче од цимет кој што дава таа исто така арома. Потоа имаме кора од портокал, што има многу длабок мирис, кога ќе се мирисна се чувствува. И има малце оревчиња кои што се подпечени, исто така тие даваат исто многу добра арома. И тоа е главната база на кордијалот и исто така алкохол користев како база текила како измешано, освежувачки. Мојот коктел мислам дека треба да победи бидејќи ќе му се допадне на секој. Мислам дека може да го пие секој, нема голема количество на алкохол, може да е пријатен за многу голема група на луѓе и затоа мислам дека треба да победи. Да
доста ствари е уклучено. Да кажем, од самих манира и стила рада, бармено негова организација, да кажем, прво рецептуру кој треба да смисли, кој сви су сигначер коктели, значи njihove su ideje i recepture, onda od same prijave, da li na vrijeme prijavljeno, sve to ima neke negativne i pozitivne bodove, a takođe se dešava, znači, prilikom setup prostora za pripremu koktela, naravno tehnike rada, na koji način prezentuje boce rad, na koji način radi dekoraciju, naravno ima određeno vrijeme za dekoraciju koje mora ispuniti, veliki su, da kažemo, veliki su kazneni bodovi ako se prekoračuje vrijeme. To je ono nešto što savjetujemo svim mladim barmenima i barmenkama koji tek počinju da ne prekoračuju vrijeme, bolje je da se završi koktel na vrijeme nego neke sitnice oko prezentacija boca, oko nekih stvari da gube, tako da to su neki segmenti, da kažemo, tehničkog rada i onda naravno dolazi dio koji je dosta važan. 2/3 koktela vam je miris, ukus i izgled koktela, znači imate komisiju koja je posebno odvojena od 4 člana koja ocenjuje prvo naravno izgled, da bi vas nešto prvo oduševilo, to je taj, da kažemo, prvi utisak kako izgleda koktel, boja koktela, čaša, sama dekoracija, naravno onda imamo aromu ili kako da prevedemo miris, da bi lakše ljudi vidjeli, da pomirišemo da li je to neki prijatni miris i naravno kada se proba da li je izbalansiran koktel, aftertaste, da li je jak, da li nije, da li je presladak, da li nije, to su neki segmenti koji ispunjavaju, da kažemo, svu ocjenjivačku, da kažemo, politiku. Kad pričamo o tehničkom dijelu, najviše nas fascinira to maniri, ta način rada na koji radi, jer imao sam ja tremu kada sam se takmičio. Ja shvatam njih, naročito mlade koji se prvi put takmiče da imaju tremu. Ja sam ih posle dosta, da kažemo, nastupa i dalje je ta prisutna trema, to je nešto što čovjek ne može da kontroliše. Svi mi kažemo, ajde, ostavi tremu i to, ali ne možete to da kontroliše, to je psiha. Ali ti maniri, taj način rada, s tehničke strane, naravno, a s druge strane, ovdje me fascinira kad je dobro izbalansiran koktel. Jer dosta je danas teško, imate, na primjer, mi kad smo počinjali, nismo imali oliku paletu proizvoda s kojim smo mogli da pravimo koktel, a danas imate paletu i sirupa, i likera, i spirita, svih tih stvari, homemade proizvoda koje mi nismo nekad pravili za takmičenje, oni prave, tu se pokazuje kreativnost. I naravno, ta dekoracija, ja sam najviše ocenio na dekoraciju koju vidim da je barmen radio ručno, oblikovanje voća, povrća, cvijeća, jer danas dosta njih radi sa formama. Koktelот е така малце балканско екзотичен, би го кажал, бидејќи има измешано повеќе вкусови. На база на руме, дополнето со ликер од мандарина, малку сируп од смокви, сок од лимони и ароматични битери. Вкусот на коктелот е многу важен, бидејќи имаме техничко жири, меѓутоа и тестинг жирито носи одлука во тоа како ќе бидеме позиционирани, нели, според место, но исто така е важно и техниката, односно како изгледаме додека го подготвуваме коктелот да биде на ниво, така што да кажам, ајде 50-50 е негдека балансот на тоа и како ќе изгледаме како бармени, меѓутоа да се потрудиме и коктелот да го направиме како што треба, за да биде и самиот вкус и изглед на коктелот доволно добар за да добиеме добри оценки. Не правам таква поделба да има строго за кој што сака да ужива вистински во коктелите, за секој еден од нив е овој коктел. Ја би рекол дека е коктел за во бар, за он класичен некој бар каде што гостите би сакале да истражуваат повеќе вкусови. Со оглед на тоа дека имам некој искуство веќе зад мене, генерално знам кон што целам и малце модификација може се случи на коктелот, така да во некој си 4-ти до 5-ти пат испадна финалната рецептура. Со што е најдобар? Едноставно, јас сметам дека е најдобар, така да мислам дека и на судиите ќе им се допадне за да биде како број еден коктел. Значи, оваа година имаме 28 надпреварувачи, што е една голема бројка, нели, на надпреварувачи. Мислам дека во последните години е така една сериозна бројка по соглед на тоа што, нели, овие надпревари пак бараат и доста подготовка и доста знаење, така да јас сум задоволен со бројката, значи тоа е сериозна бројка. Исто така сум задоволен од квалитетот на самите бармени и коктелите кои што ги изработија. Пријавите сигурно има 4 или 5 девојки, онака што е досега најголема бројка на девојки, затоа што, нели, тоа ни кажува дека оваа професија не познава, нели, за граници и јас би сакал војнини повеќе да видат, затоа што, нели, нормално позади бар девојките секогаш побаво изгледаат, а од искуство и многу се попедантни кога работат. И ова ни е веќе 17-то државно првенство,
секоја година сме дел и пример јас како судија или дел од светското првенство на бармени, значи во организација, меѓу другото организираме и други надпревари, семинари и тоа што можам да го кажам, значи секоја година ја има истата трема, истиот стрес, онака што е на некој начин и позитивно, затоа што нели тоа што го работиме сакаме да биде најдобро и да извадиме најдобри нели и резултати како нели на нашето првенство, исто така и понатака на светските и на европските првенства. Сдруженијето на бармени на Македонија е членка на IBA, International Bartending Association, така да ние се трудиме нашиот надпревар да биде идентичен како светското првенство, со тоа што тој што ќе победи да биде спремен на сите предизвици што го чекаат таму. Секој се пријавува со своја рецептура и во квалификации настапува со неговата рецептура, значи подготвува два идентични коктели, каде што има судии кои што му оценуваат техниката, има други судии кои што се на страна не го гледаат, но го оценуваат само коктелот. Најдобрите 10 од квалификациите одат понатака во полуфинале, каде што имаат нови предизвици. Значи во полуфинале има 3 предизвици. Едниот е тестинг надпревар, GFR тестинг надпревар, каде што треба да пробаат од 5 чашки да погодат што е пијалок, дали е ликер, дали е сируп, дали е некој алкохол. Вториот предизвик е спид раунд, каде што добиваат 5 коктели, класични коктели, на лице место, каде што треба тие 5 коктели имаат рок од 7 минути да ги направат што е можно подобро и побрзо. И последниот надпревар, тоа е нешто ново што е исто и на светското првенство, се вика Market Challenge. Значи секој надпреварувач добива по една флаша водка, кеталбан, и добива парични средства, каде што имаме тука импровизирано маркетче, пазарче, како и треба со тие пари што ги има да купи продукти, да смисли коктел и да го презентира на судиите за одредено време. Така да доста интересна дисциплина, доста креативна, затоа што мора да размислуваат, да бидат креативни на лице место. Резултатите од сите тие 3 полуфинални надпревари се собираат и најдобрите 4 одат во финале. Значи во финале секој прави нов коктел. Оваа година категоријата на коктели кои што ќе го прават во финале е кафе коктели, исто така и виски мора да имаат во коктелот. Значи каде што имаат 10 минути да направат 4 коктели, но ќе бидат озвучени и пред судиите мора да не само што да го прават коктелот, него и да го објаснат како дошле идејата, приказната, значи буквално еден целосен настан. Значи како да се во бар, да имаат гости и они да им го презентираат нивниот коктел. Победникот оваа година ќе ја представува Македонија, односно Сдруженијето на бармени на Македонија на светското првенство на бармени, како и претходните години или досега, кој ќе се одржи во Макао. Во октомври мислам дека е терминот за светското првенство, а исто така имаме пракса, пошто се почна да се организира и европско првенство на бармени, значи тој што ќе биде второ класиран ќе представува Македонија на европското првенство на бармени. Прво нешто што морам да истакнам дека во регионот имаме можеби најмасовно и најорганизирано државно првенство, мислам не сакам да бидам нескромен, но стварно е така, а од друга страна и имаме успех на светските првенства, значи пред 2 години нашата представничка Теодора Николич беше трета во свет, значи од сите надпреварувачи од преку 70 земји освоивме третото место, што до сега е најголем успех, така да во иднина сметам дека ќе стигнеме и до златото.